Стоје Пандиловски за убав живот не може да се пофали зашто уште од мал проблеми му го обојуваат истиот. Поголемиот дел од животот го минува во Куманово, како дете живеел и во Тетово, но за себе тој ќе рече: подобро и да не се родев, ако Господ за ваков живот ме подготвил. Некако ова семејство до 2008 година преживува, но откако го продава станот на мајка му во Куманово и купува уште тогаш стара и трошна куќарка, нивните животи ги бојат само солзи и лелекања. Единствена добра работа во животот на ова семејство е раѓањето на нивниот син кој за жал е дете со посебни потреби и не може да придонесе за среќа на неговите родители. Зачин во маките е болеста на сопругата Татјана со која таа се бори повеќе од 1 година. И таа минимална помош која земаат од државата оди за нејзино лекување во Скопје. Ова семејство веќе е на работ од пропаста. Често е гладно, се плаши да не биде затрупано од дупките во зидовите и кровот. Немаат купатило, топла вода греат на шпоретот на дрва, иако истиот го подпалуваат само на почетокот на денот, а потоа се греат од мечтите кои сите тројца ги имаат за поубав живот. А и покрај тешката здравствена состојба на Тања, таа е приморана да пере на раце, зашто машина за перење таа никогаш во животот немала можност да купи. Со болестите велат тие ќе се бориме, но барем еден ден да се избањаме и стоплиме како луѓе и да ги санираме дупките во куќата, а потоа и да умреме, нема да жалиме. Суров бил животот со Стоје Пандиловски од Куманово. Има жена и 30 годишно дете, но не му дал услови. Денес се бори со болести, но се бори и да преживе. Денес сме кај него. Стоје, добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Стоје. Се пријавивте во Срце на дланка. Да. Што ве натера да се пријавите во нашата емисија? Мака. Што да не менете? Све мака. Што имамо проблеми доста. Како живеете? Никако. Никако нема што више што да кажам. Болен сте? Болен сум, јас болен е, жена исто. Не е добро, повише по њума се изноштивме, викам. Испативме, измуцивме се. И тако е. Куќата? Исто тако. Тука сте веќе неколку години, ми кажа по телефон, но тежок е животот во ваква куќа. Оваква куќа, тој сум 12 години. 12 години се тука, те тоа. Живе, те тоа е, шарето. Од оваа страна треба да ми биде купатило, те тоа има направено. А еве од озгора какав кров има. Те тоа. Сакаш да кажеш дека немате купатило? Немаме купатило. Те тоа ми е шупа за дрва немам ништо. Па како ќе ја поминете зимата? Стоја. Зимата не знам како ќе поминеме, докле има по нешто ќе се гори, докле не знам како и што и ќе биде. Господ нека ни е у помоќ. Ова ви е домот каде што живеете? Да. Гледам и кровот не е баш... Не е, пола на пола е куќата. Не работите? Не работи. А со што живеете? Кој како ме викне некој комшија помогне му нешто тако и те собира малку плаше и тако е некој пут јадеме, некој пут не јадеме и тако е. Седите и гладни? Да, веќе не можемо 3 пати да јадеме, само 2 пати, па некој пут па 1, некој пут па ич. Стоје Пандиловски половина од животот го минал другорувајќи со солзите. Живеел во Куманово, па како млад со родителите во Тетово. И за жал ке рече тој, повторно татко му го враќа во Куманово, откако почнуваат проблемите на овој човек и неговото семејство. Тој пред 30 на години се жени со Татјана, која ќе му роди едно дете за жал, како дете со посебни потреби. И иако тешко, сепак некако до 2008 година, ова семејство успева да закрпи крај со крај и да се бори со ударите што им ги дава животот. Седели сме веќе у Куманово и се бија мал. После отидеме у Тетово. Седели сме тамо добро нешто, али ето татко ми малко избрза. Он не мислија за нас. Да се малко прибере. Колко толку тамо сме имале те работа натамно, па некако ќе догураш. Али како дојдеме овдека, никако ситуација напнена и не можеш никако да се снајдеш. Па ја купи ова куќа 2008. А до 2008 каде живееш? Ми смо биле понапред у Бедиње, под Кирију.
И тогаш мајка ми беше на Трета Македонска, имаше стан. Отидемо, после 2 неделе, чуjem дека не е добро, чукам на врата, натам, одвај да отвори. Ја зедов на моје раме, што се вика, ја да го чувам, да го чисто, да го негуи, све тој. Правимо моабет, ако сака, да го ја прифата, да го чувам све, да препуште на мене све. Ја од тамо да руководу, да очисту, да избришу, да тие сметке што има да се доплати, тој некој ден што имаше пари, да видим што има, како има, да може откачимо дуг на држава. Све е било добро, очистимо тој све, сметке, струја, вода, тој све исплатимо. Таа беше жива, а не ви го припиша додека беше жива? Да. Кога почина? Ништо, не сме могали никако. Беше ја у СИС. СИС ми вика, нема шансе, вика ти да го земеш овој стан, ќе си плачеш кирие. Давам ви рок, вика, од јуни месец до нова година имате рок 6-7 месеци. Ако не го откупи стан, ако не го продаде стан, ми ќе дојдемо после нова година, у јануар месец ќе те isfrljim. I posle ja odlučim da ga prodam. Nema drugo čara. Majka vi беше жива? Не, она помината беше. И како ви беше откако почнавте тука да живеете? Ваква беше куќата уште кога ја купивте? Исто ваква е било. Ваква е било. Но вие бевте здрав? Не беше тако, ток беше здрав, да. Работеше приватно. И жената исто тако. Па идеше му некако. Работе. Али веќе како западнамо намо, од 2015-16 почва се надале. 8-9 години има како ја купивте оваа куќа, тука како живеете? А овде е многу бедно. Овде е многу бедно. Овде нема ништа. Откад сме купили куќа, нема ништо овдека. Јага, гледате сами. Немам ни корито. Саглам корито немам. Казан ставим да перам, да се бањаме тука. Тука спиеме, тука се бањаме, дете таму спие. Ќе не затрпа овој, ќе не заклопи. Што да правиме? Јага нема никој кој. Стој додека бил млад и способен, работел приватно и заработувал. Работела и сопругата. За жал, само синот поради премалата тежина никогаш нема да успее да се вработи за да помогне на семејството. Или ако успее некаде да се вработи, тоа било краткотрајно на ден или два, бидејќи не може да одговори на обврската. Ден по ден ова семејство пропаѓа, без парицата си го прави своето, а тие во 21. век живеат во абнормални услови, гладни и несоодветно избањати. Имате и еден син? Да. И не можемо никако, и проба на нега на неки места да го запослим. Не може никако. Еве, видите ви сами. Само кога легне врата, видим го од глава до пета, вика. Не можемо. Зошто? Зашто, вика, зашто е слабачек, не може издржи работа. А зимаше постојано, и тој постојано го зимаше за 2 години. После тој постојано, кога требаше 3 година да му го дадем решение за стално, оборива ga он е, вика, способен за работа. Па ако он е способен за работа, зашто вие не му најдете работа? Ајде. Најдете му работа, че има он способен. Значи, он е 2 години зимувае постојано, сак не може да зима постојано. Не може да работи нигде, слаб е. А кога вика некој такој припатно, ќе работи. А вако физичка работа да работи детето не може, он е слаб. Би биле најсретни кога Да, ми најсракни ќе бидеме, да, многу. се вработи, да Да. малку се поправи, Да. да основа семејство, некој да Да. ви рече бабо. Па тој ми е. Тој некој бабо да ми каже, јас сум задоволна. Задоволна. Мене ми е многу тешко, што не можем внуче да држам у руке. Па доволно е. Тие од 4-5 години, од 2015 мене ми се струе со брак. 4-5 години не се.
Не плаќавте тој период? Не сам. Немавте со шо? 100 евра ми бева. Не сам имаем много да 100 евра. Али кога имаше пари, ја плаќаше, увек сам плаќај, што може. И сега ми е дошло дупло, 13.000 од 100 евра. 1600 сак плаќам стару струju, нову струju плаќам 1100. А земате 7200. А 7200 земам. Што ви останува за да преживеете? Ништо. Па како живеете? Ето тој што ти викам, ден за ден претеруваме. Ево идемо, собираме плаче. Од нигде приходи немам, тоа е социјално само. И туѓа нега. Сега што зимам, од карцином. Еве га, муж ми нигде не работи. Работел, куде најде, викам га да работи. Работал некакваш, сега не може. И тој е болен? И он е болен. И јас сум болна. Да не е туѓа нега, ми ќе умреме за лепо. Ете, Црвени крст, давани. Давани некој, такој. Црвени крст дава. На вашата состојба сега болеста налага да се храните малку поздраво. Да, ама што да јадам? Што да јадам? Немам дерва. Како ќе поминете зимата тогаш? Дерва немам, малко имам дерва, нали имам пола кубик дерва. Ја не знам. Зимата е долга. Тек почетак идемо натама. Па некој пут она пере, некој пут и ја исто. Но немате услови за бањање, немате услови за хигиена. Немамо за бањање тој, услово се бања, да имамо корита. А преко лето там. Ја не знам, овој апелирам што се вика и до нашите луѓе, до нашата влада, до нашата министерка на труд и социјално, малку да заземе мерки за овие работи. Да се качи социјално, да туѓа нега исто, да се малку поддржимо, да имамо некој помоќ. Овој не иде овако. Овако не иде. Некој има, некој нема. Солна рана е болеста на сопругата која на почетокот на оваа година била изложена на операција од сериозна болест. Од минималните 7.000 денари половина се одлеваат на пат до Скопје на лекови и снимања. Болен е исто е. Тоа го спречува последните години да работи и носи приход дома за што едва ја движи ногата. Но со болестите, ке речат тие, ке се бориме, но еднаш, барем додека сме живи, сакаме да се разбудиме во нормална соба, од која ништо не тече и која ни се заканува дека ќе не поклопи сите, ке кажат тие. Знаете како е, терапија по 20 дена. Идемо, оперисана е од дојку. И тоа ви е дополнителен терет. Тоа е најпис. Терапија идемо, мучили сме се доста по терапија цело лето. Путишта сме плаќале трошкови, 800 динари не е коштало натами на дина. Там не смееш ништо да купиш, одовека што купиш, тамо ќе едеш. Тамо е скупо. И не можеме с тие пари никако. И плюсам се задужуваја. Имам и по продавнице дуки исто. Јоште пари не се вратија на нив. По некој денар тако иду, врату, и ако ги треба нешто да се поработи, чиле ќе ги помогу. Да може некако да, али тешка работа. Ево, мене ми е највише сега и за дрва. Болеста ме скречи многу. А јас и добра беше. Порано, кога бевте здрава, ја држевте колку толку куќата Да, подред, готвевте. кога беше здрава, ја го држев куќата, ама колку да ја држеш, а сега? И сега ја држам, ама. Замарам се многу, не може да работи. Тие пари што ги зимамо социјално, све по лекови, по доктори. Тоа е. Ја го немам. Купатило се главно. Ми рековте собирате и шишиња. И шишиња собирамо по улице собирам. Нема што виш. Нема страм што да правам, морам. И ја идемо те со детето, идемо собирамо флаше да продавам, али ето и тој више нема. Намали се цена. Тој беше 20 денара, сега 10 денара. Со страст пиеме.
Овдека, тамо, у тај другата соба, све гледам, чове Боже, тамо дете ќе ми заклопи. Што правим после дете да ми заклопи. Неспособни би намо и ја и муж би да работиме, виж. Куде да работи и он и ја. Ја колко толку држеше го куќу. Колко толку ја переше. Сега не можам. Ништо не можам сега. Земе муж ми усисувач, он да усисуе. И он не може со нога. Во ова топлита вода? Да, тој топлима вода. У тој топлима вода и за прање, и за бањање, и све. Но сега вака болна, сигурно тоа ви е и терат, тешко. Тешко ми е, да. Тешко ми е. Многу ми е тешко. Перењето, посебно тралањето. Тралањето, немам ни машина, немам, купатил немам. Тоа ми е тешко, купатил и машина немам. И за дете, нема куде да легне. Мама море вика другари, вика најубаво, вика, куде иде, куде другари. Не ми се искача, вика, од куќата на другари. Многу вика и суредено и све, вика. Нема куде да ги доведе другарчики. Ви гледате сами. Тесно, бедно. Шо ќе ми живот мене сега? Каде и мој муж и половин човек би дал. И ја половин човек. Ја га и дете половин дете би дала. Слабо ми дете. Што ќе ми живот мене? Да имам легло. Да имам легло, да легнам негде са главам. Како и моја фамилија што има. Посторија за деца. Како моја фамилија што има слашки и дечиња, унучиња, така и ја така. Ама овај Господ, ја не знам како живе со нас, што прави мај Господ. Машину за прање треба, болер треба да се среди купатило колку толку. Па после ова кој ќе сакам и њума да смену кров да смену и некој 2-3 дзеда имам да ги измалтеришу. Имам и доле исто да се израмите, тоа би средио. Кога ви врнеме, рековте, тука ви тече. Тој обавезно тој стално ја колко и имам некој зема некој цимент, некој песак тако. Доле горе се мачкае, како некој пут тече, некој пут не тече. Тоа е лесно. Мене ми е за ова има проблеми. За ова купатило, да имаш воду унутре. Тоа ви е најпотребно. Најпотребно. И веројатно зима за да поминете зима. Веројатно дрва за да поминете зимата. С дрвата, да, без дрва не може. Ја не знам со дрвата што ќе да биде. Еве, још пола кубико мај дрва имам. Немам од дрва. И што би? Камо нека помогне некој што може. Значи, ситуација ми е никаква. Доаѓаат времиња кога човек е се измори од се и бара мир за да се ја смири душата. Времиња кога е уморен и од луѓе и од случувања. Кога едноставно нема сила повеќе да се бори со животот, бидејќи сваќа дека борбата само му го одзема драгоцениот мир. Доста му е од трошките кои му ги нудат и се што бараате еден ден достоинство и еден ден насмевка на лицето, а таа емпатија може да ја предизвикаат само големи луѓе по душа.